Штип е градот кој има највисока стапка на заразени од коронавирусот, споредено со бројноста на населението на локално ниво. Ова денес, меѓу другото, го констатираше министерот Филипче. Во источниот регион и покрај намалениот број на преносители на вирус и бројот на смртни случаи, нашиот град е на врвот на листата. Последните состојби во Делчево и Берово со нагло зголемување на бројот на заболени не се позагрижувачки од моменталната состојба во општината Кочани. Според бројот на новорегистрираните заразени, по се изгледа општината Кочани ќе го заземе приматот на општина со најголем број носители на кобниот вирус во Источна Македонија. 2 затворени приватни ординации, лекарки кои се борат за сопственото здравје, 3 затворени локални конфекции, последниот епилог од скенирањето на фактичката состојба со ширењето на коронавирусот во Кочани. Градоначалникот на оваа општина вчера го свика кризниот штаб, најави драконски казни за непочитувачите на здравствените протоколи и уште еднаш упати апел. Бројките одат во нагорна линија и дека граѓаните треба да бидат информирани дека со ова појава и со ова зараза можеме да се избориме само со максимално почитување на сите мерки и препораки и ништо друго. Затоа упатувам уште еднаш силен апел до сите сограѓани да максимално се придржуваме на сите мерки и препораки и да спречуваме ширење на COVID-19 во нашата општина. За реалните бројки се молчи, обвинуваат отпуштените конфекционерки од конфекцијата лоцирана покрај така наречените атомски згради. Досега поради заболени сопственици на конфекции се затворени 3 конфекции, а принудно дома се отпуштени 270 работници. Како дошло до нагло ширење на коронавирусот во Кочани, за М-нет откриваат дел од присутните на една од ВИП веридбите на синот на поимотен кочанчанец. И покрај препораките за држење дистанца и почитување на сите мерки за заштита, бројните ВИП гости кои се носители на кочанското стопанство, на истата семејна забава, организирана како во старите добри времиња, не ги почитувале мерките за заштита. Еден од сопствениците на конфекцијата кој бил учесник на забавата се бори за сопствениот живот. Неговата сопруга е на респиратор, а во слична состојба се уште 7 бизнисмени кои ги релативизирале опасностите од можната зараза на јавни собири. Ширењето на вирусот ги надминува сите предвидувања во Кочани, каде во изминатиот месец секој ден во неделата скришно во ноќните часови, зад затворени врати секој понеделник, среда и четврток се правеа свадби и крштевки со стотина присутни гости, жива музика во угостителски објекти сместени во подножјето на Плачковица и Малешевските планини. Поради влошувањето на состојбата, најава за воведување на мерки кои ќе влијаат на спречување на ширењето на вирусот денес објави министерот за здравство Венко Филипче. Тој истакна дека граѓаните на нашата држава не ги почитувале дословно мерките, учествувале на собири и не држеле дистанца. Сакаме да избегнеме рестрикции на движење, но доколку тоа биде нужно, секако дека ќе го направиме, рече Филипче и додаде дека во текот на следната недела ќе ја информираат јавноста за донесените мерки.